Писмо со за нив погубна содржина ќе му откријат оризарите на министерот Лјупчо Николовски најдоцна до петок. Според нив, пишаниот документ до кој тие дошле, укажувал на тоа дека оризот и покрај најавите не е ставен во редот на стратешките култури и државата него нема да го откупува за стокови резерви. Во мислењето испратено до председателот на собранието на кое се повикуваат оризарите, меѓу другото стои: предложениот закон ќе предизвика фискални импликации, односно ќе бидат потребни финансиски средства за набавка на оризот, како и за чување и обновување кои Агенцијата за стокови резерви ги нема обезбедени со тековните програми, при што владата на Република Северна Македонија му предлага на собранието да не го донесе законот. Стои во мислењето подпишано од првиот заменик на председателот на влада Артан Груби. Јас се надевам дека до задечко решение ќе се дојде, тоа зависи се од нив. Од ние имаме сознание и мислам и решение дека намерно оризот е изоставен костарска култура и откуп за стоковите резерви. Имаме го писмото, може да го приложиме, значи ние цело време од една година сме биле манипулирани и од премиерот и од министерот. Ова е ново непријатно изненадување за оризопроизводителите кои цела година наназад, барем еднаш месечно блокираа патишта и бараат конечно решение за проблемот со откупот на оризовата арпа, но и со откупната цена. Нашето задоволство е големо, значи од 30 динара, буквално ние сега имаме само производната цена. Ние ако се наставаме со својот темпо и ако не ни помогнат, оризот на пролет нема да се сее. Според Арсов, веќе е остварен првичен контакт со кабинетот на министерот Николовски и недалава тие се надеваат на средба со него. Доколку истата не се реализира, блокадите, како што тврдат, се неизбежни.